Деновиве во Скопје се одржа Blue Chip, стратешкиот состанок на словеничкиот и македонскиот бизнис врв. На иста маса седнаа председателите на управите на едни од најголемите компании и разговараа за можностите и потенцијалите за понатомошната соработка. Тука имавме можност да видиме многу ентузијазам и желба за уште поголем развој на економски план, што е доказ дека Македонија и Словенија имаат можност и капацитет да бидат силни и глобално насочени. Dobrodošli. Evo, puno hvala svima što ste stigli. Ja sam vam zahvaljujem da ste ovu ideju prihvatili kao korisnu, kao pozitivnu, svi, bez jedne iznimke. To je, koliko ja znam, po prvi put u ovih 25 godina slovenačke diplomatije i Slovenije pa i Makedonije, da imamo jedan strateški skup najvećih privrednica. Ovaj impuls naročito je značajan u vreme kad se Makedonija već predugo suočava sa političkom situacijom koja neminovno utječe na razvoj ekonomije i njezin kredibilitet na međunarodnom tržištu. Nije to moja poduka, nego refleksija vlastitih iskustava ili naših iskustava. Kao što znate, Slovenija se nalazila u sličnoj situaciji poslije prvog udara krize, kada se naš kapacitet za izlazak iz teške situacije stavlja pod upit u međunarodnim financijama i poslovnim krugovima. Зошто оваа средба е важна и кои се вашите очекувања во иднина? Две се значајни работи од оваа средба. Прво, што продолжува континуитетот на соработка меѓу бизнисот и институциите во Словенија. Ние континуирано тоа го правиме веќе 25 години, кога славиме и 25 години од воспоставување на дипломатските односи со Република Словенија. А второ, затоа што врвот на словенечкиот бизнис доаѓа во еден период во кој што во Македонија има политичка криза и тоа е силен сигнал за нас и за останатите членки на Европска Унија како треба да се постават ако сакат да ни помогнат. Вие неуморно работите на продлабочување на пријателството и соработката меѓу Словенија и Македонија и искрено верувате дека ова е вистинската формула за поврзување на економско ниво. Каде го гледате потенцијалот кој ќе иницира тренд на пораст? Jaz sem popolnoma prepričan, da so takšna strateška srečanja, to je prvo, tista osnova, da povečamo blagovno menjavo, investicijsko sodelovanje na veliko večji nivo, kot ga imamo danes. Blagovna menjava skupaj z investicijami med državama znaša približno 300 milijonov. Jaz mislim, da bi lahko v naslednjih 5 letih povečali na pol milijarde. Ključna področja tu so inovacije, kmetijstvo, šolstvo, turizem in predvsem investicije v obe smeri, tako makedonske v Slovenijo, zlasti te treba povečati, in pa tudi slovenske v Makedonijo. Дали оваа средба влева ентузијазам дека трендот на меѓусебната соработка ќе продолжи да оди во нагорна линија? No, apsolutno. Moja maksima vedno je več kot je kontaktov, več je tudi kontraktov. Zato je to koristno, da se predstavniki podjetij s pomočjo diplomacije, s pomočjo politike srečujejo, ne samo takrat, ko delamo posle, ne samo na sejmih, ampak tudi na takih neformalnih srečanjih. Naša diplomacija, naš ambasador je še enkrat dokazal, da je prva naloga naših diplomatov ravno to, ekonomska diplomacija, navsezadnje otvarjanje delovnih mest, zagotavljanje večjih vlaganj tako Slovencev v vašo državo, kot tudi Makedoncev v Slovenijo. Па Словенија е многу понапред од Македонија, членка на Европска Унија, има и подобро обкружување околу Словенија, како што е Австрија, Италија, Хрватска, и резултатите сами по себе покажуваат голема разлика, нели, економски гледано помеѓу Словенија и Македонија, кога гледаме бруто општествениот производ, извозот, инвестициите и така натаму. Од тука Македонија може многу да научи на тој пат према Европска Унија како се однесувала Словенија и како воопшто го преструктурирала своето стопанство и своите фирми, предпријатија внатре. Тие исто така во 2008, 2009 и 2010 година поминуваа тешка криза. Нив ги зафати глобалната криза економски и финансиска што се случуваше во светот и многу брзо излегува. Тоа е инспиративно е тоа како Словенија за брзо време излезе од таа криза, ги преструктурираше своите компании, ги направи уште поголеми и сега се балкански лидери во извозот.
Кои се вашите впечатоци од работниот состанок кој што се случуваше изминативе 2 дена во Скопје и што очекувате? Ja prvo zahvaljujem svim kolegama koji su došli tu u Skopje da se nađemo zajedno. Mislim da smo dobro krenuli, da vidimo veliki potencijal ne samo u Makedoniji, nego u regionu. Tako Iskra koja ima svoju firmu ovdje već skoro 2 godine, nije se okrenula samo u makedonskom tržištu, već se okrenula i šir, tako da mi odavde pokrivamo kao hub sve od Turske, Bugarske, Albanije, Kosova i veoma smo zadovoljni kako radimo na tom tržištu. S druge strane, mi u sve naše projekte uzimamo i saradnike iz Makedonije, tako da smo ih već nekolicinu zaposlili i ovde, a neke smo zaposlili i u Ljubljani. Za prvu grup kao suvlasnika KB Prvo penzijsko društvo je suradnja sa Makedonijom veoma važna. Makedonija nam je jedno najvažnijih tržišta naše grupacije i takvi sastanki samo potvrđuje kako je kooperacija između Slovenije i Makedonije potrebno da se razmotri i da se nadgradi i više, čak i više za budućnost. Прво иницијативата на Амбасадата на Република Словенија и господинот Јазбец е за поздравување затоа што словенечките компании представуваат добри инвеститори, представуваат високи инвестиции, поготово во делот на финансиските на финансиите, значи во банкарскиот и осигурителниот сектор. Беше добро да се слушнати искуствата од Словенечката стопанска комора во делот на регулативата, во делот на тоа како би следувале следните чекори не само кон приближување со Европската Унија, туку и во делот на некои подолгорочни планови, односно она што ни го поминале во тоа приближување. Имаше доста дискусија околу квалитетот на работниците, на работната сила, едукацијата на истата. Имаше доста дискусии околу примената, на пример за нас што е битно во финансискиот сектор, тоа беше отпосле за примената на Solvency 2, така да во секој случај иницијатива за поздравување и ми сметаме и ја поддржуваме да продолжи понатаму.